Драги гледачи, добър ден, добро дойдохте в още едно ново издание на емисията Тип 102. 7 март 2015 година, во предвечерието на празникот на жената 8 март. Во следниве 60 минути ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание со содржините предвидени и редовни во ова емисија. Да кажа веднаш дека денес ексклузивен гост ќе ни биде Ивица Лексовски, председател на Бразилската Џиу-џиу федерација на Македонија, човек кој што го задложи овој спорт многу атрактивен, интересен и во разговорот со него ќе дознаеме нешто повеќе, да направиме една мала популаризација за оние млади дечки кои што го милуваат џиу-џицуто, особено бразилското џиу-џицу, и за тоа какви се можности и дали има предиспозиции овој спорт да навлезе во тајните на младите во Штип и во целиот источен регион. Со ова емисија, ова реков е 21 издание, полека навлегуваме во оној втор циклус или втора половина од ова емисија, бидејќи досега имавме 20 ексклузивни гости, еве и денеска ќе ни биде исто така ексклузивен и Ивица Лексовски, па редно е на почетокот на емисијата да се подсетиме на сите оние кои што беа гости во изминатиот период. Инаку да споменам дека ова емисија ја реализирахме од 18 октомври 2014 година, а прв наш гостин ексклузивен беше, еве табелата, тука можете да ја забележите, значи први сме во источниот регион овде во Штип со ексклузивитет и затоа прв наш гостин беше респектабилниот голман на фудбалски клуб Брегалница, кој што има битолски корени, неговиот татко од Битола, мајката е од Словенија, од Австрија директно дојде во Штипа, имавте можност да го проследите разговорот со него во првата емисија, реков, тоа беше на 18 октомври, прва емисија со Филип Гачевски. Втор наш гостин беше капитенот, исто така респектабилен на Брегалница, Горан Здравков, кој што веќе долги години на зелениот тепих ширум Македонија, а имаше повеќе години настапи и во Шведска. Трет гостин беше нашиот европски златен дечко Емил Павлов, кој што во Тампере, Финска се закети со златен медал, прв медал на македонец на едно европско првенство во карате во неговата категорија минус 60 килограми. Значи со Горан Здравков друживме на 25 октомври, на 1 ноември беше емисијата со Емил Павлов. Четврти наш гостин беше Сашко Богатинов, кој што еве веќе 20 на години, да не грешиме, на спортските борилишта, почесто негова дејност или негова симпатија и го милува пинг-понгот. Настапува за екипата на шампион ЕФА, која еве во првата година од своето настапување во Суперлигата на Македонија со 4 бода е убедливо на првото место и еве полека со сигурни чекори и тајат кон првата шампионска титула и можеби и ќе се најдат златните одличија на нивните гради. Петта емисија со Илија Митров, кој што некош настапуваше за Брегалница на зелениот голем тепих, сега е уште во малиот фудбал во Мал Ајакс. Со Сашко Богатинов другарувавме на 8 ноември, тој празник ми градов. Со Илија Митров бевме на 15 ноември. Шесто издание на емисијата беше со секогаш актуелниот атрактивен Велибар Џаровски. Џаро, со кого реализиравме емисија на 22 ноември, од тогаш тој постојано е декор на ова емисија со неговото капче околу 14 часот и со неговите дојави во неговото капче Џаро тип. Седмата емисија реализиравме со Дејан Митров, исто така респектабилен борец на боречкиот клуб Балканец, постоја репрезентативец, учесник на многу меѓународни надпревари, европски првенства,
секогаш и тука некаде меѓу олимписките кандидати. Осмата емисија реализираме со Драган Христоски, кој што во финишот на првенството го замени Ѓоре Јовановски, беше на кормилото на Брегалница и тоа би рекол како координатор на младинско-пионерските школи можеше да ја прифати ова улога како спас за Брегалница, што и мислам беше одлично решение во финишот Брегалница да освои неколку значајни бодови за да фате приклучок со останатите екипи. Со Драган Христоски реализиравме на 6 декември. Потоа следува деветата емисија со Ристен Умов на 13 декември. Ристен Умов кој што настапуваше во првенството на Малдивите. Го начекавме овде за време на паузата во новогодишните оние предбожигли празници и реализиравме емисијата и со него Расен Врсен Голгетер. Десетата емисија со Бобан Николов на 20 декември, исто така ја искористивме паузата во првенството на Романија, каде што со еден атрактивен и како значаен и убав гол Бобан Николов ги освои симпатиите на спортските новинари во Романија и неговиот гол за екипата на Витор Ул, за која настапува, која е школа и собственост на Ѓорѓе Хаджи. Неговиот гол беше прогласен за најубав, најатрактивен во првенството на Романија за 2014 година. 11-тото издание на емисијата Тип 102 беше со Дарко Стојанов, Димитар Ѓоргиев и со Илија Ѓозеф Ѓузе, кој што е генералниот менаџер на облажуваниците на Вилхил. Дарко Стојанов, респектабилен фудбалер на Брегалница, кој што некако е во одбрана, меѓутоа знае да игра на сите места и честопати неговите голови беше решавачки во освојање на драгоцени бодови за екипата на Брегалница. Димитар Ѓоргиев, нема да зборам многу, освен да кажам дека во неговата категорија во кикбокс беше светски првак. 12-тото тоа беше новогодишно издание на 27 декември. Првата емисија во ова календарска година на 3 јануари ја реализиравме со Никола Караколев, респектабилен, добар, одличен кошаркар на Универзитетскиот клуб Гоце Делчев. Има настапувано за повеќе екипи во Македонската лига, меѓутоа во првата сезона прават берикетни резултати и вечерва ги очекува тежок надпревар против екипа на Струмица, со евентуална победа Гоце Делчев ги симнува сите дилеми околу обстанокот, така да Штипјани ќе имаат убав мотив, убава причина да присуствува вечерва во 18 часот во спортската сала Јордан Мијалков да го следат овој надпревар и да помогнат заеднички да победат и до година повторно да гледаме врнова кошарка во рамките од Супер кошаркарската лига на Македонија. 13-тото издание го реализиравме на 10 јануари со председателот на одбојкарски клуб Пробиштип Игор Манасов, кој што не запозна со оние детали. Пробиштип од секогаш бил центар на спортот околу одбојката, тука беше некогаш Рудар, Пробиштип и други екипи, така да направивме една обиколка низ точиот регион и прошетка до Пробиштип. 14-та емисија на 17 јануари беше со Делче Толев, тренерот на кошаркарскиот клуб Гоце Делчев, со кого исто така помоветиме за она како тече првенството и како тече надпреварите кои што видовме во периодот нааму. Ги видовме екипите на Работнички, на МЗТ и другите. Загубија нашите кошаркари, меѓутоа и изборовите на Делче Толев беа со двајца евентуални доведување на високи центри. Кошаркарски клуб Гоце Делчев ќе биде уште по-респектабилен и по-славен во рамките на Македонија. 15-тото издание беше со Санде Коцев, респектабилен, легендарен борач на боречкиот клуб Балканец. Ми се чини да него наброда на програм 6-кратен државен првак на Југославија во неговото време кога се бореше. Репрезентативен освојувач на многу медали на медитеранските игри, има настапувано и знам во разговорот со него за она атрактивност кога раководството на Боречката федерација на тогаш Југославија се двоумила дали тој да оде во Триполи, во Ливија на медитеранските игри. Санде Коцев отиде и уште во првата минута го тушираше неговиот противник, афрички првак од Ливија, што зборува доволно за неговиот карактер, за неговата упорност, брзина и за неговата техника и совладувањето на противниците. Тоа беше повод и причина за промоција на неговото издание книга која што ја посвети на неговата кариера, меѓутоа и на сите
борачи на Балканици и на тогашна Југославија во сите категории. 16-тото издание на емисијата беше со Трајче Тасовски, тренер на женскиот одбојкарски клуб Гоце Делчев и тренер на сите пионерски младински школи во Димитар Влахов, воопшто и во рамките на училишниот спорт, во правенството на училишниот спорт, помага на сите екипи во машка и во женска конкуренција во доаѓањето до подобри позиции. 70-тото издание на емисијата Тип 102 беше со Борче Коцев, тоа беше на 7 февруари. Борче Коцев, председател на Комисијата за спорт при локалната самоуправа на Штип и на одбојкарски работи, бил одбојкар, бил делегат и се уште е на тие позиции, човекот кој што еве некако води во евиденција грижа за спортот во Штип. 80-тото издание на емисијата Тип 102 го реализиравме со Оливер Јовановски, тренер на женскиот фудбалски клуб Кочани, и тука направивме една прошетка до Кочани да се запознаеме со девојките од женскиот фудбалски клуб Кочани, актуелни шампиони на Македонија, прогласени за најдобра екипа во женски фудбал, а исто така и самиот Оливер Јовановски доби признание како најуспешен тренер за 2014 година во оној избор кој се врши за спортиста Македонија во Скопје. 19-та емисија беше со Сашко Патраклиев, респектабилен каратист кој што е во улога на активен надпреварувач во каратето за карате клубот Македонка, меѓутоа и во улога на помошник на неговиот родител, неговиот татко Кирчо Патраклиев, кој што беше и селектор на некои од селекциите на Македонија во карате, значи во при обуката, при учењето на некои нови едни дечки во каратето, Сашко Патраклиев е тука да демонстрира на лице место, а и со совети да ги научи на некои техники и финеси. 20-та емисија беше со легендарниот играч на фудбалски клуб Брегалница Станислав Цекич, кој што дојде во Штип од Љубљана, каде што беа еден кус период заедно со Драга Христоски. Дојде на гости во Кочани, значи неговата мајка е сестра на нашиот врвен покоен армоникар Стево Теодосиевски. Една случајна средба на гости во Кочани со Страшо Јакимов, бабето, покојниот некогашен играч, Брегалница и тренер, во неврзан муабет, бараме играчи, Цекич е тука, дојде во Штип, играше 5 години и ден денеска е овде во Штип. Значи, тука го закружуваме, емисијата со Цекич беше на 28 февруари, денеска е 7 март, значи започва втората половина од овој серијал. Повторно ексклузивен гостин, драг пријател, кој што ќе ни дојде од Скопје, како што бевме ексклузивни за Филип Гачевски, еве така и вториот дел го започуваме со атрактивен, ексклузивен гостин, тоа ќе биде Ивица Лексовски, реков, председател на Бразилската џиу-џитсу федерација на Македонија, кој што еве сака со негови зборови да ја открие тајната на бразилското џиу-џитсу, за тоа да примамеме, да доближиме повеќе млади дечки, девојки од Штип, од целиот источен регион кон овој спорт. Предлагам на режијата да одиме со джингл и веднаш потоа со останатите најавени содржини. Ето. 21 издание на емисијата Тип 102, во која што реков гости ќе ни биде од Скопје Ивица Алексовски. А сега да кажем нешто повеќе, еве да ги поздравим дечките и девојките во облажувалниците на Вил Хил, кои што се на своите работни места. Ги очекуваат вашите уплати со кои се надеваме дека ќе дојдеме до заедничка добитна комбинација која што и како би добро дошла на домашниот буџет. Ова е на новото издание, ова е бесплатниот билтен од облажувалницата на Вил Хил, кој што содржи се она што значи спорт. Секогаш велам од најважната споредна работа на светот фудбалот, па се до она професионална кошаркарска американска NBA лига. Сите оние настани кои што се однесуваат на било кој спорт се содржани во билтенот на Вил Хил и во него може да најдете најразлични комбинации со кои што можете да си го збогатите домашниот буџет. Она што е интересно, што е атрактивно, што секогаш го велам и го читам за облажувалниците на Вил Хил, кои се далеко најпопуларни и во источниот регион, во цела Македонија, е тоа со најразлични понуди, го привлекува вниманието, имате најразлични комбинации. Едно ти е и ова.
Тикет со 6 надпревари, за него следува бонус од 5%. Со 7 надпревари, бонус од 10%. Со 8 надпревари, бонус 15%. Со 9 надпревари, бонус 20%. Со 10 надпревари, 25%. Тикет со 11 надпревари, за него следува бонус од 30%. Со 12 надпревари 35%, со 13 надпревари 40%, тикет со 14 надпревари за него има бонус од 45% и за тикет со 15 надпревари за него следува бонус од 50%. Значи, тоа е она што го нуди, покрај ова има најразлични други варијанти што се однесува до обложилници на Вилхил, а кога сме кај нив да кажеме кои се добитници од минатата емисија, ние ги објавуваме на интернет страницата на Ирис телевизија, iris.mk и секако на оние сајтови и страници кои што се дофат на вас. Значи, од минатата емисија добитници на награди од Вилхил се Бранко Баболински Берово. Ако е грешка презимето тука некаде, така го запишавме, значи Бранко Баболински од Берово, ако не гледа, ако не слуша или некој да му пренесе, може да се упати во обложилницата на Вилхил да уплати талон во вредност од 50 денари. Потоа Шефки Салиов од Виница, Горан Наков од Штип, Станислав Цекич од Штип, еви Станислав Цекич, нашиот гостин, имаше точна прогноза за надпреварот Рома Јувентус и Ристо Малечков од Штип. Ќе ги повторим уште едно. Значи, добитници на талон во вредност од 50 денари во обложилниците на Вилхил се Бранко Баболински Берово, Шефки Салиов Виница, Горан Наков Штип, Станислав Цекич Штип и Ристо Малечков Штип. И денеска за овој викенд има интересни содржини, интересни парови, кои што за малку ќе ни ги соопшти нашиот денешен гостин Ивица Лексовски, но еве пред тоа уште еднаш да ги поздравам дечките и девојките во Вилхил и сите оние кои што милуваат да типуваат во овие обложувалници. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивите за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил, спортскиот свет вие како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Поздрав до сите вас од Штип и од целиот источен регион. Предлагам сега да одиме со джингл и со реклама и веднаш со нашиот денешен ексклузивен гостин. Уште еднаш ќе најавам Ивица Лексовски. Останете покрај малите играни да се научите за она што значи бразилско џиу-џицу. Ќе разговараме со претседателот на оваа федерација на Република Македонија. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет вие како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој катче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав, вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Мало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови.
Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете над превари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Драги гледачи, еве во ова 21 издание на емисијата Тип 102 продолжуваме со представување на нашите ексклузивни гости. Велам добар ден и добре дојде на Ивица Лексовски, председател на Федерација на Македонија за бразилско џиу-џицу. Добар ден, добро дојде. Повод и причина еве за вашето гостување е популаризација на овој спорт кој што во последно време, во последните години зема се поголем замах, меѓутоа како што е редоследот да ја представиме на нашите гледачи кој е Ивица Лексовски, кои предиспозиции ги имал како помлад, кои спортови, дали тоа бил фудбал, одбојката, кошарката или сепак приоритет имале борилачките спортови? Како што ме најавивте, значи јас сум Ивица Лексовски, моментално сум со функција на председател на нашата Федерација за бразилска џиу-џица. Таа федерација ја формиравме по моја иницијатива, заедно со моите клубови кои што ги развивам, ги отвараме во текот на изминативе 10 години. Беше идејата да се формира оваа федерација за да можеме буквално оваа боречка вештина да ја внесеме во Македонија. Се уште во рана фаза, да кажам, не само тука и во светот се уште една вештина која што се развива на повисоко ниво, да кажам дека е релативно млада и интересна е денеска, значи станува се поинтересна заради борбите во Ultimate Fight, значи во ММА, каде што не е замисливо одреден борец да се бори без оваа боречка вештина. Иначе јас сум, да кажам, моја специјалност мајстор сум си за джит-кундо, тоа е систем кој што е наменен за улична борба претежно. Органите, полициски органи, воените органи ги практикуваат овие техники за да може на улица, да кажам, во реална борба да ги совладаат потешкотиите или непријателот за што пократко време. Исто така во Центарот за боречки вештини Strongest Roots, кој што ги имам ја во Скопје, имаме група за ММА, затоа што тој представува еден составен дел од бразилскава џиу-џица, значи кој ќе ги земеме заедно бразилска џиу-џица, ММА и џит-кондо, значи во Скопје имаме еден центар каде што секој кој што сака да вежба различни боречки вештини може да дојде и да вежба. Историјата на отварање на овие клубови ми уште од 1998-9 година кога отворив првиот клуб во Скопје. Потоа отваравме клубови низ Македонија, отваравме нови, затваравме стари затоа што не може да се снајдат или не може да ги пратат работите што ги баравме за да може да имаме квалитет. Во последно време, бидејќи џит-кондо како систем не е надпреварувачки, значи не можеш да го примениш на одреден турнир, бразилската џиу-џица добива еден замав поголем затоа што знаете сега дека што има надпреварување, секој сака да освои некој медал. И благодарение, да кажам, на генот наш македонски, или како да се изразам, знаеме дека претходно еве градот Штип има излезено светски шампиони во борење, значи во боречките вештини, еве сведоци сме и каратистите денеска освојуваат светски медали. Така и во оваа боречка вештина имаме квалитет и таленти, подкрепено тоа со моје водство на тренерите во матичните клубови, на нашите пријатели инструктори кои што доаѓаат во Македонија. Правиме се поголема популаризација и моментално сме на Балканот, да кажем, еден бренд каде што секојдневно се пробиваме се погори и погори. Претходниве години, повеќето, значи овие претходни 3 години, од кога што ни постои федерацијата, освоивме многу турнири на Балканот. Благодарение на нашата упорност и пожртвуваност на финансиското самофинансирање. И тука морам да напоменам дека како и сите што плачеме, да кажем, за париви, ние си имаме одредени финансиски потешкоти, па не можеме да ги пратиме нашиве таленти на некој европско светско првенство, каде што мислам дека ќе котираме многу подобро во ранг со, не знам, некои светски велесили. Да го објасниме, бразилско џиу-џицу, дали тоа значи дека овој спорт потекло во Бразил,
кои дисциплини ги има, дали тоа по категории. Знаем за другите спортови, ова е малку непознато за нас и токму еве вас ви издржавме за гледачите во источниот регион да се имаат представа за овој спорт. Интересно е што обично нашите бразилската џиу-џица ја поистоветуваат со капоерата. Та капоерата исто е бразилска, тоа се одредени игри, па мисля дека се работи за некаква игра, да кажам, како што ги имаме ние, да речеме, овие модерни ветанци. Бразилската џиу-џица е потекнува од познатата фамилија Грейси, значи минатиот век во Бразил. Корените доаѓаат од џудото, значи од таму се влечат, значи повеќе има да кажам поблиску е до џудото него до класичната џиу-џица јапонска. Они ја применуваат, прилагодуваат и усовршуваат оваа вештина и каде што главна одлика е борбата во клинч и борбата на пот. Денеска сме сведоци дека Ultimate Fight борбите, ММА борбите, 50% од борбата, ако не и повеќе, оди на земја и оваа вештина е доминантна. Значи, ударите се една работа во стендап, кога доеш во клинч, кога доеш доле, мора да ја познаваш оваа вештина. Бразилската џиу-џица ние кај нас ја практикуваме на два дела, значи имаме тренинзи со кимоно и тренинзи без кимоно. Во оваа вештина конкретно не се дозволени удари ни со рака ни со нога, иако ние работиме ослободување или одбрана од напад со рака, со нога, значи ја практикуваме само одбраната и на крајот на секој тренинг имаме реален спаринг. Значи морам да потенцирам дека спарингот е реален, значи не е договорено типот фати ме за рака ќе те фрлам и тоа ќе направам, туку треба таа техника што си ја научил реално да ја направиш во еден услов, во една динамика каде што партнерот не ти дозволува тоа. Значи има еден вид на игра. Борбите се изведуваат, имаме борби со кимоно и борби без кимоно. Борбите без кимоно се многу поблиску до борбите во Ultimate Fight, во ММА борбите. Борбите со кимоно за запознање на гледачите ги делат на неколку категории. Например, првата поделба е меѓу момчиња и девојчиња. Втората поделба е према годините, значи од 14 години до 16-18. Потоа имаме адалт категорија до 31, па има мастер 1, мастер 2, така да во однос на годините имаме класификации. Исто така се борат надпреварувачите само во одреден појас. Например, не може да се деси како, не знам, во џудо, да се бори црн појас во џудо со бел појас, што е незамисливо, додека се борат само бели појаси и само плави појаси. Ова го качувам затоа што е огромна разликата меѓу надпреварувач има бел појас и надпреварувач има плав појас. Огромна разликата. Секој што ќе влезе од бел во плав, како да влегол во море со коли ќе го излезе. Така да на тој принцип се разделени сите овие правила за игра и е дојдено најблиску до човекот за да бидат на некој начин на исто ниво. Како надпреварувачко, така у години, така во килажа, за да имаме некоја еднаквост, да кажам, во категории. Рековте за почетокот, односно за практикувањето на бразилското џиу-џицу во Македонија. Која возраст е најпригладна за почеток? Да се почне, бидејќи, еве, рековме, релативно млад спорт, сигурно ќе има интерес кај младата генерација. Кој возраст е најблиску за почеток со овој спорт и да се дополниме со појасите? Децата со кој појас починува, како се стекнуваат, рековте дека има и повеќе степени. И она што сигурно ги интересира во каратето, знам црвен појас 9 и 10 дан, како е кај вас во бразилското џиу-џицу? Кај нас, значи, кај мене се моментално втора година веќе функционира групата за деца од 4 до 14 години. Значи, тука имаме дечиња со 4 години. Кај нив програмата е поедноставна, да може да разберат. Интересно е што секој тренинг на крај и со тие дечиња од 4-5 години правиме спаринги. Значи, таа техника да се овладуваат од мали носи. Кај нив појасите почнуваат исто од бел појас, па потоа имаат 4 ленти им даваме на белите појаси како напредуваат еден стимул да добијат, потоа имаме жолт појас, па имаме помаранџе, зелен и на 16 или 18 години кога ќе напуни, тогаш се стекнува со плав појас. Кај возрастните почнуваат со бел, 4 ленти, па иде плав, иде виолетов, кафен и црн. Она што го спомнавте вие, значи нема теоретски шанси да добиеш црн појас веднаш. Да. Нема теоретски шанси да добиеш дете од 12 години да биде растено црн појас. Мене лично ако ме прашате, тоа е смешно и е навредливо за вештината затоа што не можеш да му даеш ти највисоко звање на некој што се уште е дете. Значи тоа е една убава класификација каде што мене лично ми се допаѓа и испод 10 на години, вие како возрастен член не може да стекне со црн појас. Значи,
Јас работам под водство на мојот мајстор, мојот тренер, тој е професор Роберт Наумовски, кој што живее во Сиднеј. Тој е тренер и е дел од екипата на Руцке, што сме и ние, каде што на територијата на Австралија е една од најдобрите, ако не најдобар тим. Роберт е еден од двајцата македонци, значи во цел свет имаме само двајца македонци кои што се носители на црни појаси. Двајца. Само двајца. Кога беше професор Наумовски тука, он ме замоли и вице, окей, ти си и за повисок појас, ама јас сакам да почнеме од нула. Да. Јас го послушав, тогаш во тој момент ставив бел појас, сите ученици ставив бел појас и почнав од нула. Моментално сум носител на виолетов појас од 4 ленти, значи тоа е да не речам скоро кафен појас. Значи виолетов кафен па црн. И после на црниот има ленти. Првата лента добиваш на 3 години, втората на 5. Значи во светот имаме двајца македонски со црн, вие сте со виолетов. Скоро да речеме еве сега кафен појас кај да треба да се добие. Интересно е, членовите не сакаат да им го дадеш појасот порано. Зашто? Како што напомнав претходно, ако јас на некој му дам, што ми е симпатичен или затоа што ми е роднина, повисок појас, на секој турнир кај што ќе отиде, ќе мора да се бори во тие појаси и ќе губи. И поради тоа нашите надпреварувачи, нашите членови не сакаат пред време да им дадеш незаслужен појас, туку сакаат што може поише да останат во тој помал појас, за да може да направат поголеми успеси, што е исто така добра замисла и добра одлика на оваа боречка вештина. Читајќи по интернет еве за вашата кариера, за вашиот клуб, достав дека одржувате во текот на годината и неколку семинари. Која е целта на тие семинари? Дали има зборувачки или дел кој што е со текстови поврзан и дали има демонстрации некои на овие потези на захвати? Семинарите, вака, може да кажам дека сме единствен клуб или единствен човек во Македонија кој што, да кажам, се замара со овие семинари. До сега сме донеле светски легенди тука во Македонија. Значи легенди кои што се еве беше Карлос Њутон, значи човекот во Јапонија не може да прошета без 20 бодигарди, да биде маскиран, колку е популарен човек. Значи направивме се со цел да може да прибереме што е можно поише материјал за мене и за моите момчиња членови, да може тоа да го разработиме. Кога ти ќе појдеш на семинар надвор, е добро кога ќе стигнеш на некој повисоко ниво и можеш да украдеш, да кажам, поише работи. Во прво време е многу добро тој истиот да дојде кај тебе дома, па 5 дена со него да вежбате приватно, држувате семинари, тренинзи, да комуницирате, да ги дознаете некои работи во сршта, во јадрото. Во Македонија ја изведувам семинари во повеќе градови кај што имаме клубови. Моментално имаме клубови во Скопје, имаме клубови во Куманово, во Прилеп, во Охрид. Имаме сега нов клуб, треба да отвориме во Битола. За жал, оваа страна на Македонија се уште немаме клубови, се уште не се развиени. Мене лично ми е криво затоа што там е буквално штип. Има борачи, има боксери, каде што можат многу лесно да влезат во овој дел на доразвивање на нивните способности или развивање барајската џуџица. Ги организираме тие семинари со цел да ја оставиме програмата, техниката на клубовите и да може да ја развиваат. 2 пати годишно правиме во сите градови. Доколку некој сака начлен да ги посети сите, не знам, семинари, котизацијата е символична, некој си 5 евра, колку да не биде без ништо. И на тој принцип ја предаваме поквалитетно самата програма. Семинарите се состојат од демонстрација на техники, увежбување на техники, поправање на тие мали детали што се многу битни во борбата, комуникација, имаме дружба пред, дружба потоа тоа исто тие како настан го ставаме на социјалните мрежи, правиме популаризација. Исто така да напоменам за вашите гледачи дека покрај овие семинари редовни стоиме на располагање за изведување на семинари кај други заинтересирани клубови. Например, во Австралија имаме одредени клубови за екидо, каде што го повикуваат професор Наумовски, одржува семинар за барајска џуџица. Ја лично сега моментално имам еден проект каде што на основно училиште правиме семинари секоја недела со учениците, не само делот на вештината, туку како да се заштити темно, ако го нападне некој, како да гледа, што да гледа, бидејќи ја работев во полиција долги години и некој искуство да им предадеме на нив како да се заштитат. Секоја година правиме семинари во специјалниот одред на полиција, во Тигрите, во единица за брзо распоредување, во воените органи, во специјалната единица на армијата, волци, воената полиција, агенти за обезбедување. Така да, ова се што го кажав е интересно, луѓето не бараат за да може да
се научат овие од прва рака, да кажеме, овие техники и да може после луѓето да си го работат понатака. Исто така ние како председател, како федерација, имаме на некој начин обврска да овој спорт или оваа вештина ја протнеме во сите социјални сфери на нашето општество. Значи, покрај оној спортски дел, тука си има и оддел како за самоодбрана. Значи, нужни правила кои што се основни како да се одбрани човек. Евица, гледајќи ги сликите на интернет, гледајќи ги оние моменти и речите дека ги споделувате турнирите, има реквизити, има опрема. Како да се дојде до неа, има ли специализирани продавници или сето тоа се набавува на страна? Значи, збором е што се следува од опрема и каде таа да се набави? Македонија, значи јас пред некој месец отворив една продавница специализирана за опрема за боречки спорт и суплементација, од проста причина што еве ние како клуб за да си нарачаш едно кимоно за да можеш да такмичиш надвор од Македонија, мораш да го прачаш преку интернет, па не знаеш какво кимоно ќе ти стигне, па дали ќе ти биде таман, па ќе биде поголемо, помало. Со таа цел пред некој месец отворив продавница во Скопје, каде што буквално целите оние потребни наши реквизити ги. Значи тука имаме 10 на 12 различни видови на кимона, како боја, така и за различна вештина. Не знам, боксерски ракавици и други работи за другите спортови, затоа што во Македонија, еве порано доколку сакате да купите едни боксерски ракавици, ќе најдете на едно место едни или два. Моментално ние имаме 3-14 вида различни ракавици, да, што знаете, имате различни раце, има различни вештини. На некој начин го смисливме ова не да заработиме некој динар, шопот е отворен. Да се олесни шопот е отворен со единствена намера да зајача малку да биде спонзор на нашата екипа, да може да го платиме патувањето. Еве патувањето до Загреб и до Ниш го платив од джеп преку шопот за да го можам да го спонзорирам тимот. Така да гледачите може на e-shop.thestrongest.mk да се информираат, правиме достава ни цела Македонија, па ќе кажам со цел развивање на оваа вештина. Затоа што доколку сега се борите надвор, не може да отидете со кимоно од карате, си постават правило колку треба да биде ракавот широк, долг, како треба да биде кимоното, како да биде, од кој бренд да биде, за да може да ве прифата таму како некој квалитет. Ние тоа го направивме, така да мислам дека ние. Спомна еве патување во Хрватска, на Хрватска опам бевте во Ниш неодамна. Како зигувате на крај? Дали имате припомош, да речеме, од Агенцијата за млади спорт, која што на многу спортиви, на многу спортисти, на многу екипи им излева пресет или сепак тоа е резервирано за вашиот џеп или од скромната ценарина на самите на Ја претпоставувам дека председателот на агенцијата и вработените таму да би имале поголем буџет, претпоставувам дека ќе добиеме сите поише. Буџетот е скромен на глобално ниво, повеќе се фаворизираат екипните спортови, за жал. Мада кај нас овие индивидуални спортови прават поголеми успеси и тие средства што ги добиваме се многу минимални. Еве едно патување до Загреб и назад само за превоз едно комби 2 шофери не чини 1100 евра. Значи представува стварно оптеретување. Агенцијата помага, но тоа е недоволно. Ние ако сакаме да направиме квалитет, еве оваа година правевме со представници од Бугарија, ние им се фалиме дека сме биле 5 пати и сме победиле секдека, они ми се пофалија дека биле 16 пати. И не победиле како ние што победуваме, али верувајте ми дека за 2-3 години со тој тип на темпо 16 пати годишно ќе не стигне, затоа што ќе имаат поише искуство практично и кај за 2-3 години ќе бидеме на некој исто ниво. Добро е да си најдеме ние некаков спонзор, не треба некој бог знае колку пари за да можеме да ги однесеме овие наши млади момчиња за да се такмичат на турнири. Видете, ние кога одиме таму го представуваме тимот, ама представуваме државата. Еве сега во Ниш бевме втора екипа, бевме представници од Македонија. Дававме интервју за српските телевизиски станици, дававме интервју за нивните печатени медиуми. Во Загреб исто така представуваме некој бренд. Оваа година да им дам примери на моите ученици, јас се борев таму. Изгубив во финалето. Проблемот немаше она, како што го напоменав претходно, категории по години, затоа што нема луѓе. Моравме да бидеме сите во иста, па во финале ми се падна момче што е 10 години помладо, одморено, во елан што се вика. Али е интересно затоа што јас како тренер собирам искуство, се враќаш тука, зашто не е битно кој ќе појде кој изгуби. Знаете како едниот победува, другиот учи. Кога ќе се вратите дома, точно децата може да ја пренесете. Поразите се учи, да. Така е. Тоа само за тоа си треба искуство, да може да се пренесе. Еве сега сосема за крај, рековте
како е ситуацијата, што може да издвоиме како почетни резултати остварени од вашите поединци, од сите клубови од Македонија. Вие имате евиденција за Прилеп, за Охрид, за Битол, Кубаново, спомнате. Кои се почетни резултати со кои што може да се гордеете? Спомнате Загреб, спомнате Ниш, медали, и ме интересира дали има своја и кој тип. Само минатата сезона, значи освоивме 80 и нешто медали. Браво. А сме биле на некои си 3-4 турнири. Значи да имаме пари, средства, да отидеме на 16 како што беше бугарската екипа, тоа ќе биде може богата ризница. 3 или 4, да. Најголем успех ни е освојување на прво место на првиот источноевропски турнир во Загреб, тоа беше пред 2 години. Да. Па се чудеа сите од кај излегоа македонци, од кај излегоа. Па и бразилска џигавица. Да, па затоа беше интересно. Ние, на пример, во Македонија немаме црн пояс, ти сите имаат тренери црни пояс, ја бев виолетов пояс. Па им беше чудно од каде, како може луѓе ова, кој ги вежба, како може вака да направите. И од тој момент навака веќе луѓето не имаат респект, значи кога се бори со некој наш преварувач, пази овие се ова знаат, она знаат, вака се, така се. Така да веќе се наметнуваме. Добро е да се наметнеме на европско ниво. Са полека го, како да кажам, ги буткаме и другите работи. Еве во борбите во ММА имаме исто така неколку борби кај што сме освоиле победи. Мислам дека ќе направиме еден склоп добар од овие две вештини. Еве имам комуникација и добри релации со Загреб, со господинот Орсат Зовко, кој што е менаџер на Мирко Крока, кој што е светски познат борец. Го организиравме тука Final Fight Championship во Скопје. Ја бев стручен коментатор за Канал 5 телевизија, че идеше во живо, тоа беше невидена промоција. Јас во Македонија таква работа не сум видел, че таа техника ќе ја донесува тој квалитет. Сега да видиме како ќе го протуркаме тоа, дали со македонските власти може тоа да биде интересно, за да може да направиме сепак преме популаризација на нашата држава и да можеме уште еден спорт да внесеме тука, да го фатиме од корен, за да може да направиме нешто и во една друга област. Почетно чекор го направивме со вашето видување гостин во оваа емисија. Има ли првите некои контакти со Штипе? Исто ќе регион да може да се пофали, така да речеме, во најскора блиска иднина да се оформи клуб за бразилски џиу-џитсу? Ја би сакал, значи, Прилеп беше интересен како град затоа што е, како да кажам, град кај што има највише џудо клубови и џудисти, кај што да највише шампиони. Штипе после него би рекол во Македонија по квалитет во однос на џудо, ама па број еден е во однос на борењето. Да. Така да би било интересно и добро овдека во Штип да направиме нешто, ете да речам, да се најде некој заинтересиран, да може да ја прати таа програма, да биде дел од нашата федерација, да биде дел од се ова што го правиме, за да направиме и во Штип. Предпоставувам, ја не предпоставувам, 100% сум сигурен дека овдека со првото отварање на клубот мора да има 20-30 члени веднаш, за да може да функционираат под водство на Стронгес и на Руц, под моје водство, под водство на другите тренери, да направиме заеднички успех. Еде сега во финишот на разговорот да провериме твојот предлог за овој викенд, 10 парови кои ги издвоивме, и еве да почнеме со првата двојка, надпревар од германската Бундеслига, Хамбургер, Борусија Дортмунд. Тука би играл двојка. Борусија беше во тешка ситуација, меѓутоа полека последните 3-4 утакмици се враќа. Знаете како е во обложувањето, кога се би било како што ни е логично, сите ќе добиле пари. Секогаш тие, да кажам, една-две утакмици, три што ни се, ете, да речам, сигурни да ги ставиме со друго, тука се уствари точните. Значи Хамбургер, Борусија Дортмунд, Пип 2. Победа. Шалке, Хофенхайм. Тука би играл еден. Мислам дека Шалке е подобра екипа. Подобра во моментот. Шалке, Хофенхайм, тип 1. Француска лига, Пари Сен-Жермен, Ленс. И тука би играл единица. Значи фаворите се екипата. Очигледно дека се фаворити према. Меѓутоа, често пати знаат да изненадат тие со некој нула, меѓутоа да се ближи финишот на првенството, секој сака да игра во Лигата на шампионите, по тука големо буџетен клуб е Пари Сен-Жермен. Четврта двојка, Атлетик Билбао, Реал Мадрид. Реал Мадрид ми е една од неколкуите екипи кои што сум ги прател порано, не затоа што ми е како екипа симпатична, туку затоа што е собир на поише звезди, па секогаш е интересно да го гледаш, па тука би играл двојка. Не за џабе оној назив кралски клуб. Да. Значи Атлетик Билбао, Реал Мадрид тип 2. Барселона,
Валекано. И тука очигледно ќе биде со единица. Победа на Барса. Киево, Рома, италијанска калче лига. Тука би играл со двојка. Рома Играл двојка. Знаете, никогаш не се знае, може да биде и Киево. Знаете, порано кој се вратиме наназад со Вардари, имаше моменти кога губеше од Звезда со 5-0 и кога ќе победи за 5-0, така да кога биле фаворити, аутсайдери, никогаш не си на чисто. Напревар, седми пари или двојка, Падерборн, Баер Леверкузен. Исто двојка би играл тука за Баер Леверкузен. Двојка. Атлетико Мадрид Валенсија, интересен двобој. Тука би ставил двојка и тоа би се разликувало од двојка што го говоревме, да. Бога ми изненадувачки. Изненадувачки, да, па мора ја барем по нека логика, по нека шема мора да има нешто што е различно, иначе ако идеме по логика на нештото како треба да биде. Да. Во секој случај храбро. Атлетико Мадрид Валенсија 2, Монпелје Лион. Тука би било нерешено според мене да X 0. Нерешено. И последниот пар Лацио Фиорентина. Единица тука мислам дека Лацио фаворит. Иако Фиорентина знае честопати да изненади меѓутоа, да. Олимпико Рим си е свое. И на крајот еве прогноза за оној што ќе биде основен тип и за нашите гледачи, надпревар Наполи Интер. Еве Интер ќе кажам како и други екипи ми е симпатичен од претходните години што го играа нашите играчи таму, така да тука би играл двојка. Наполи Интер тип 2. Тоа е основниот тип, еве предлог за нашите гледачи од целиот источен регион за овој викенд. Ивица за крај, сосема, што очекувате наскоро, кои типови на надпреварување следат почеток е на ова календарска година, што може да очекуваме во 2015 за бразилското џиу-џитсу? Интересно е за нашите дека на 31 мај планирам да го организираме македонскиот втор отворен интернационален турнир во бразилска џиу-џитса, лани се одржа во Скопје. Јас вовидов еден систем на организација кој што денеска еве сами го крадат од другите држави. Ме прашуваат до душа дали може твој систем да го земеме па им го даваме. Направивме и ние како да кажам светскиве познати организации, направивме стриминг преку интернет и лани беше тоа, ајде да не кажам ради реда, имаше оваа година ќе биде на повисоко ниво. Лани имавме представници од 15 на земји, кој што имаше 150-60 надпреварувачи, оваа година чекувам многу повише. Тоа ќе биде интересно, че тоа ќе се одвие на 31 мај. Во тек сме на прибирање, да кажам, на други заинтересирани луѓе кои би сакале да се вклучат во оваа наша федерација, организација, за да може да направиме поголема популаризација. Сега не прво време да имаме еден квантитет од борци и од луѓе, за да може после да еден квалитет како што направиме со другите градови. И нашата заложба е еден град отвараме еден клуб, тренерот си го води клубот, го организира на негово ниво, го менаџира. Дали ќе отвори еден и 3 клуба зависи од него. Се ваат квалитети и се разбира кој ќе собереме од Македонија 30-40 момчиња, кој ќе можеш да одбереш 20, ќе однесеш стварно екипа што може да не представи како што направивме сега во со респект во Ниш, да. Имаме стварно дури ми паѓа непријатно кога ќе теме на турнир, секој ти прави здраво, не знаеш од кај го познаваш, а он знае веќе од која екипа си, како си и зашто си. А тоа више говори нешто. Да. Во секој случај, јас ти благодарам. Набрзо не се договоривме, експресно се одзовсте на поканата да направиме една презентација на овој прекрасен спорт за кој се надеваме дека и ви рековте во скора иднина ќе се најде заинтересирано да се оформи клуб и дај Боже, еве, понатаму спортската редакција на Ирис телевизија станува отворена за соработка, вашите успеси на вашите поединци на пребарувачи да ги презентираме, да знаат и гледачите од целиот источен регион. Јас ви благодарам и еве успеси понатаму во кариера. Благодарам и на вас на телевизијата, како и до сега во сите телевизии што сме гостувале. Значи тоа е еден за нас поем плюс за тоа што преку овие медиуми, печатените медиуми, особено преку интернетот, вршиме на некој вид голема популаризација на воопшто на спортот, значи спортот како една целина и на оваа вештина. Гледачите може да одлучат доколку гледа некој од другите градови кај што имаме клубови, слободно може да се упатат, да се запишете да вежбаат. Јас се благодарам уште еднаш. Благодарам. Драги гледачи, ова беше нашиот денешен ексклузивен гост Ивица Лексовски, председател на Бразилската џиу-џитсу федерација на Македонија. Со кого го поразговаравме за досегашната улога, активност на оваа федерација и за секако настаните кои ќе следуват. Предлагам да одиме со реклами. Поздрав кон нашите почитувани пријатели.
Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Пица ресторан Сае. Тајната е во вештините на угостителскиот еснав. Вистината во гурманското чувство на гостите. Идеално место за дружба со најблиските или деловните партнери. Организирање на прослави во незаборавен амбиент, прекрасна атмосфера и перфектна услуга. Пица ресторан Сае, во срцето на Горно Мало. Резервации и нарачки на телефон 384 698 или на мобилен 078 240 532. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Облажувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Ето, тоа беше нашиот денешен ексклузивен гости, на кого му благодариме за учеството, Ивица Лексовски, а сега очекувам јавување од Скопје, телефонски, директно во живо, во емисијата Тип 102 од Велибор Џаровски. Џаро, дали го имаме на линија? За да имаме гледача линија. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, кој е на линија? Гоце Павлов е така. Гоце Павлов. Гоце Павлов од Штип. Од Ново село. Ново село, нашиот еден од нашите најпознати енигматичари. Како е, Гоце? Добро, како си ти пушка? Добро, Гоце, добро, фала Богу. Тераме некако. Гоце, еве, го гледаше гостинот, твоја оценка за овој спорт? Јас мислам дека е многу интересен спорт и многу корисен за младите, за самоодбрана и бидејќи се вклучени многу вештини, борилачки вештини, што вика. И може да биде доста корисен и за полицијата, за војската. Доста корисен спорт, што би требало уште да се формира клуб, јас мислам. Инаку да кажеме дека ти некош се занимаваш со карате, спортуваше. Да. Во кој клуб беше тоа? Во Партизан, кај Миланчо Черкезов. Да. Да се осврнеме на прогнозата, Наполи Интер. Прогноза, Гоце? Па јас мислам дека ќе биде од 1 до 4 гола. Од 1 до 4 гола. Во секој случај, Гоце, јас ти благодарам, поздрав и со среќа. Ајде, фала, пријатно. Гоце Павлов, инаку даваме прогноза за надпреварот Наполи Интер. Дали имаме гледач, дали го имаме Џаровски на линија пред се?
Не сум. Добар ден, Джаровски. Здраво, како е уште? Па, ноќеска беше снежно, сега е студено, ама нема врнежи. Нешто, Нема врнежи. дождет ситен. Има мали дождов, нема тоа. Ја изегнем, седиме у една кафана сега и гледаме баш. Викаме, кој знае дали има на истокот дожд, али ладно е. Добро, тука не е. Не е важно. Не е вака. Од денеска, моите прелози се вакви. Прво да им го честитаме на дамите, ако не гледаат добро празникот, и да добијат и добри подароци и да бидат обасипани со внимание и со пажња. Значи во Маđarска видеотон кест. Да. Во Бугарија ЦСКА Софија кест. Да. Во Белгија 2. Во Белгија 2 Еупен и Сент Труден кестови. И во Белгија 1 Кортеат кест. Еден 8 марцовски сингл од мене за похрабрите, коефициентот му е 2,90, Гранада Малага кест, у 22 се игра, тоа значи ако се игра у некој друг систем ќе може да се чува човек. Значи тоа е 8 мартовски сингл, Зегин сингл, Гранада и Малага кест. Тоа е у 22 се игра. Другите ги разбрате, гледате дека моите остварување полека се остваруваат, моите произведувања нека брегалница ќе остане, се ќе биде во ред, а во живо се гледаме следната сабота. Поздрав од Зегин, поздрав од Вил Хил, не, пардон, од Вил Хил, да? Од мене до цела Источна Македонија. Поздрав, сако добро. Чао. Фала ти, Джаровски, поздрав и до тебе и до твоја пријател Зегин Механиджици, кој што токму од овие крајови потеклюви и токму ова емисија се реализира заеднички со гледачите од Штепи од целиот источен регион. Значи, ќе ги повторам паровите за предлогот на Велибор Джаровски, Джаров Джаротип, видеотон Нирегјаза тип 1, ЦСКА Бероја тип 1, Донги Срем Партизан тип 2, Еупен Вајт Стар Брисел тип 1, Сен Труден Завентем тип 1, Котеик Серкл Бриш тип 1 и Гранада Малага тип 1. Тоа е, како да кажам, дојава од Велибор Джаровски Джарово, неговото специјално каче во емисијата тип 102 Джаро тип. Дали имаме нов гледач? Горан Наков на телефон. Горан Наков, како е Горан? Добро е. Мислам ти си добитник од минатата емисија? Да, добитник сум. Да, само да запишем Горан Наков. Прогноза Горан? Гол. Гол. Благодарам Горан, поздрав и со среќа. Тоа е, значи, надпреварот Наполи Интер. Имаме една мала статистика за надпреварите помеѓу овие две екипи. Додека да го сочекаме следниот гледач, веќе добија сигнал дека имаме некого на линија. Сепак се исклучи гледачот. Значи, мало подсетување на меѓусебните дуели помеѓу... Добар ден. Добар ден, повелете. Дали е тоа Ирис? Да, Ирис, повелете. Може да типуваме. Која на линија? Од 0 до 3 гола. Вашето име и презиме, моля. Сузана Павлова. Како? Сузана Павлова. Сузана Павлова. Сузана, и ти беше добитник на една од поранешните емисии, така? Ало, дали се слушаме? Можеш еден гледач тука да гласа? Твојата прогноза, Сузана, да ми повториш. Мојата прогноза од 0 до 3 гола, ако може. Од 0 до 3 гола. Кој е до тебе друг? Имам еден другар тука. Ајде, нека се представи. Ало? Да? На телефон Вале Фангел. Како? Вале Фангел. 3+. Ване? 3+. Ама името и презимето тешко. Вале Фангел. Манев Ангел. Ангел Манев. Ако може да ја добијам Сузана. Вале Фангел. 3+. Ако може да ја добијам Сузана. Ало? Сузана е на телефон. Сузана, бидејќи си од женскиот пол, честит 8 март, среќен празник и убаво да си го поминете. Фала, многу фала. Поздрав и до тебе многу. И ако не биде точен резултатот, да знаете дека од
редакцијата на емисијата имате награда специјално за празникот. Еве тоа однапред да го кажем. Ајде другаче бе, ајде другаче. Ајде повелете која следа. Благодарам ви, со среќа. Да? Добар ден. Добар ден, повелете. Шефки Салиов од Виница. Шефки Салиов. Од Виница. Шефки прогноза. 2 до 3 гола второ полувреме. 2 до 3 гола второ полувреме. 2 до 3 гола. Благодарам, Шефки, поздрав со среќа. Ти си еден од тај точите прогнозери, ми се чини најмногу со награди. Следен гледач, ало, добар ден. Ало, добар ден, ало. Повелете, вашето име, презиме и прогноза. Стојан од Пробиштип. Од Пробиштип како? Стојан. Стојан на презиме? Мицевски. Мицевски. Ja. Прогноза? ДГ. Како гол? Да. Благодарам, поздрав со среќа. Од Пробиштип беше Стојан. Гол, Стојан Мицевски. Имаме повторно гледач. Добар ден, повелете, вашето име, презиме и прогноза. Добар ден. Тука Душка Петрова. Како? Душка Петрова. Душка Петрова. Да. Интер двојка. Душка Петрова, двојка. Двојка. Честитки за Среќа, празникот, нека за многу години со среќа. Среќа бе. Ајде, чао. Благодарам, Душка, поздрав и со среќа нека биде прогнозата. Фала. Ало? Да. Повелете вашите име, презиме и прогноза. Михаил Сотировски. Сотировски? Михаил. Михаил Сотировски. Да. Од каде? Од Скопје. 1 и 3 плюс. Кеци 3+. Да. Благодарам, Михаил, поздрав и со среќа. Значи и во Скопје не гледат, да. Баш ми е мило, убаво. Iris.mk и се гледа низ цел свет. Друг нов гледач. Добар ден. Вашето име и презиме и прогноза. Ало. Да. Емил Гигов на телефон. Емил Гигов. Да. Од каде? Од Штип. Од Штип. Прогноза, Емил? Фикс 0. Фикс 0. Да. Благодарам, поздрав со среќа. Емил Гигов. Фикс 0 можне во вакви дерби на превари. Италијанците се познати во 60-тите години потоа во наславно Катанаджо. Ало, добар ден. Добар ден, повелете вашите име, презиме. Антонио Мицевски. Антонио Мицевски од каде? Од Пробиштип. Мицевски второ од Пробиштип, сигурно браќа. Чичо ми е. Чичо, хубаво. Мило ми е. Ја гледате ли емисијата со вашиот Игор Манасов? Ја гледаме стално. Да. Ве пратиме. Има ли снег во Пробиштип, да прашам? Многу има, многу. Се е бело. Во Штип е наоколу се... Како е вас во Штип? У Штип на секаде околу е бело, ама во градот го нема. Да, во градот се растопи и кај нас е така. Антонио, прогноза? 1 плюс прво и 1 плюс второ. 1 плюс прво полувреме, 1 плюс второ полувреме. Да. Благодарам, поздрав и со среќа. Антонио Мицевски од Пробиштип. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Телефон Лазе Велков. Уште еднаш ќе молам. Лазе Велков. Лазе Велков. Да. Само да запишам Лазе. Прогноза? Кец 3+. Кец 3+. Да. Благодарам, поздрав со среќа, Лазе Велков, Кец и 3+. Друг гледач, дали имаме на линија? Ало? Да, повелете. Дали се слушаме? Слушаме се, кој е на линија и прогноза? Бранислав Чичаковски од Берово. Само да запишам Бранислав, презимето? Чичаковски. Пиперковски. Чичаковски. Чичаковски, да. Чичаковски. Чичаковски. Добро.
Прогноза? Кец и 2 плюс прво. Од Берово беше така? Да. Кец и 2 плюс прво. Благодарам, Да. Бранислав. Поздрав со среќа. Бранислав Чичаковски од Берово Кец со Кец и 2 плюс прво по време. Веднаш нов гледач. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете име, вашето име, презиме и прогноза. Дарко Денков на телефон. Дарко? Дарко Денков на телефон. Новиот голман на Текстилец. Да. Како е, Дарко? Супер. Честитки, баш ти честитам. Ти има и во големиот, и во малиот фудбал, ево и во ракометниот клуб Текстилец. Успеваш на сите оние турнири во мал фудбал и сигурно има доста берекето, тоа прекрасни награди, пекари, како најдобар голман. Фала на всичките. Пожелание на сите млади спортисти. Со среќа нека ти и во Текстилец. Фала, благодарам. Дарко, прогноза? Прогноза, знаете, јас сум за зебрите, јас сум за Ювентус, ама ваа утакмица е типувам на Интер двојка. Двојка. Како беше оној вицот за Јувентус, за зебрите? Во секој случај. Фала ти, поздрав и со среќа, Дарко. Ова беше Дарко Денков, респектабилен голман, кој што еве покрај сите оние одбрани во големиот фудбал, во малиот фудбал, наскоро ќе го видиме и на голот на ракометниот клуб Текстилец во Супер ракометната лига на Македонија. Добар ден, повелете, вашето име, презиме и прогноза. Сашко Абрашев, второ по-големо. Само да запишем, Сашко Абрашев. Да, второ по-големо. Шо второ полувреме? Да, второ по-големо. Второ по-големо. Да. Поздрав, Саши, со среќа. Сашко Абрашев, второ по-големо, прво. Добар ден, повелете. Ало, Пушка! Молим. Знаеш кој е тука? Не знам. Абе, Драги! Ало? Ало, Драги! Молим. Знаеш кој е тука? Цане Митев. Како? Цане Митев. Цане? Цане Митев од Макфермет. Да, повели. За Наполи, Интер. Да. Кец. Ај. Цане Митев, така беше. Цане Митев. Абе, Макфермет се работи, Пушка. Благодарам, не може да се сетам сега, не е еден, во секој случај, благодарам за јавањето, поздрав и со среќа. Ало, добар ден. Добар ден. Тодоров Ацо Зрновци. Ацо Тодоров? Да. Само да запишем. Од Зрновци? Да. Како е во Зрновци, има ли снег? Супер, само високото. Ниското нема и ке нас. Прогноза, Ацо? 0-2. 0-2. Благодарам, поздрав и со среќа. Убав мозаик направивме, една панорама низ 104 регион, има јавување од сите делови, од Пробиштип, имаш од Берово, од Виница, Зрновци, да не заборавам некого, како да е списокот е тука. Дали име нов гледач? Добар ден. Добар ден, повелете. Стоичовска Јасминка од Делчево. Уште еднаш името и презимето? Стоичовска Јасминка од Делчево. Јасминка? Стоичовска Јасминка од Делчево. Стоичовска? Да. Делчево. Баш ми мило што се јавите во предвечерието на 8 март, дека ви е честит празникот. Фала. Прогноза, Јасминка? 0-2. 0-2. 0-2. Тоа е резултат точен или 0-2? Молим? Дали сакате 0-2 точен резултат или 0 полувреме двојка конечен? Добро, 0-2. Двојка конечен. Ќе го имаме во предвид и таа комбинација, ова комбинација, а секако девојките, жените, дамите имат предност, па ќе има некоја награда плюс за нив. Во секој случај, Јасминка, јас ти благодарам, еве и од Делчево гледачка ни се јави и го очекуваме јубилејниот 20-ти гледач, 21-во издание на емисијата Тип 102, го очекуваме 20-тиот гледач кој ќе виде
Ало? Ајде да ти пове. Кој е на телефон? Малечков. Ристо Малечков. Да. Јас мислев денеска ќе отсуствуваш, ама тука си. Прогноза Ристе? Кец 0. Како? Кец 0. Кец 0. Двознак. Двознак. Благодарам Ристе, поздрав и со среќа. Погледи код часовникот, режија, веќе го пробиваме терминот, меѓутоа во секој случај интересно беше денеска и со нашиот гостин и со гледачите од целиот источен регион. Еве статистиката, значи во 2009 година Интер како домаќин со Наполи 3:1. Наполи Интер 1:0, тоа е реваншот во 2009. 2010 година Наполи Интер 0:0. 2011 Интер Наполи 3:1. 2011 исто така 0:0 Наполи Интер 1:1, тоа е во 2011. Први 10 Интер Милан Наполи 0:3, Наполи Интер 2:0 во 2012 на 21 јануари, Наполи Интер 1:0 2012, Интер Наполи 2:1, тоа е во 2012 на 9 декември, и Наполи Интер 3:1, да, еве ги тука. На 5 мај 2013 Интер Наполи 0:0 26 април 2014, Интер Наполи 2:2 на 19 октомври 2014, Наполи Интер 1:0 на 4 февруари, тоа беше минатиот месец 2015, победа на Наполи против Интер. Ако има и табелата да ја видиме како стојат работите, Јувентус е начело со 58 бодови, Рома е втора со 49, Наполи е трет со 45, Лацио четврти 43 и така натаму. Нас интересира односот на овие екипи. Инаку Интер забележувате на 9-то место со 35 бода, ниско, далеку под својот просек на славната екипа. Ќе кажем ја дека точниот назив на оваа екипа е Интернационале, оригиналниот изворен назив, меѓутоа на скратено го пишуваат Интер. Инаку повеќе милува кога се каже Интернационале. Поздрав да биде ова до Раде Рис, кој што е голем фанатик, голем миленик на екипата на Интернационале, нашиот колега. Дали имаме гледач на линија, режија? Ако нема, тука некаде да го закружим и ова денешно 21 издание на емисијата Тип 102. Со ова навлегуваме во вториот дел од овој циклус. Поздрав до сите оние кои што учествува, гледачи со своите јавувања, кои учествува во реализацијата на оваа емисија. Да не заборавам, поздрав до сите девојки, жени, сестри, дами, родителки, кои што еве во предвечерието на 8 март ден го честитаме празникот, да има пред се многу здравје, среќа, љубов и секако финансии и пари. Поздрав од техничкиот дел на екипата, начело со Трајче Андонов, Гора Христоски Кичо, Трајче Малинов, Чордаш, Виктор Михајловски, Дарко Донев, Теодор Кусакатов. Поздрав и од мене, да не заборавам некого. Поздрав и од мене, драги Герасимов Пушка. Благодарам за вниманието. Останете со здравје, уживајте во програмите на Ирис телевизија. Се гледаме следната сабота во 13 часот и 30 минути. Пријатно.